Бидејќи колешката надолго и на широко ги прераскажа измените на законот за собрание и деловникот, што ги договаравме соопсе, јас ќе се обидам само она што не е кажано да го афирмирам. Најпрво, добро е што некој не се сети да оди деловникот по скратена постапка, повикувајќи се на тоа дека се работи за процесот Жан Монеот, и дури и тоа можеше да се случи. Тоа е првото и јас ќе укажам само на некои според мене потребни измени. Добро е што е во редовна постапка, значи има време за амандманска расправа. Најпрво, нема одредба, да речеме, за давање заклетва на пратениците, што е вообичаено во сите парламенти во светот, свечена заклетва. Сите даваат, освен пратениците. Понатаму укажувам дека членот 3 е неуставен, иако не сум јас таа која оценува уставност, меѓутоа, само ќе го прочитам за да размислите, иако е во 2019 внесен, во работата на собранието службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, како и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо. Така не пишува во амандманот 5 на Уставот, мора да има 2 става, бидејќи собранието постапува и во комуницира и во меѓународните односи, а тамо е службен јазик само македонскиот јазик. Молам да се придржуваме до тоа. Членот 4 исто така е неуставен по мене, бидејќи во ставот 2 вели дека собранието со тајно гласање може да одлучува само за избори, именувања или разрешувања на носители на јавни и други функции. Членот 70 од Уставот вели дека седниците на собранието се јавни, собранието може да одлучи да работи без присуство на јавноста со двотретинско мнозинство гласови од купниот број пратеници. Значи не само за избори, именувања или разрешувања, туку за сите прашања. Што друго барам во со амандманите да се дополни или да се коригира? Се уште има одредби во кои стои на крајот дека освен ако председателот не одлучи поинаку. Тоа овозможува дискреционо постапување и сега сме во таква состојба, замислете, јас не сум чула правен основ да има некаде за председателот да не го доврши гласањето за потребата од измена на Уставот, туку како американски председател да посегне под джепно вето да си го држи одлучувањето или постапката во својот джеп. Тоа мора да се надмине. Понатаму, накусо само ќе кажам, бидејќи колешката веќе истакна. Значи, да не бегаме од она што сме го договориле. Од комисијата, прво, од едно од подпредседателските места, до комисијата за избор и именувања, преку сите комисии, преку делегации, преку делегации за соработка со други парламенти, секаде треба да се внимава на родовата застапеност. Воопшто ние не велиме на женската застапеност, туку на помалку застапениот пол. Исто така, молам да се размисли, бидејќи овдека денеска беше промовирано дека има измени во пратеничките прашања, може би да размислите дали навистина нашите решенија за пратенички прашања се европски. Еве зошто. Јас одговорно тврдам дека нема парламент во кој што еднаш месечно има пратенички прашања, па јас го нарекувам Свети четврток, дека пратенички прашања треба да има почесто, барем еднаш неделно, и друго, дека сите пратеници треба да имаат шанса да постават прашање, значи да се тргне оној непознат модел, еден пратеник 3 прашања, па замислете 10 минути, па 10 одговор, па пак коментар. Тоа е премногу. Ако во парламентите има годишно над 2000-3000 прашања, кај нас има околу 200. Значи, ние треба владата да ја држиме одговорна и во кондиција, како постојано прашувајќи ја. Ова, дека е направен голем исчекор, со тоа што еднаш во месечност ќе може 2 часа да поставува
опозицијата прашања, исто така е проблематично од кој аспект. Еве да ве прашам, ако има пратеник можност 3 прашања да поставува и по 10 минути, кажете ми колку пратеници во тие 2 часа ќе постават прашање. Мислам дека мора да се надмине ова решение. Што друго би сакала, само накусо, бидејќи реков ќе бидам куса. Значи, молам покрај исто така да се размисли за воведување, мислам дека и Лолита тоа го спомени, за правен основ за етичкиот кодекс. Имаме сериозни проблеми со етиката овде, значи, овој деловник треба да го регулира и тоа, како што исто така и законот за собранието. Исто така, бидејќи не верувам дека постои институција во која немало обид или закана или вознемирување, не велам еве сексуално вознемирување, но било какво друго, дека исто така треба да има одредби во овој закон за да може тоа да се процесуира. И нешто што е многу важно за мене, точно е дека во многу парламенти, вклучувајќи го и европскиот, има ограничување на говорењето, на интервенциите, или тие се врзуваат за координаторите или по еден од пратеничките групи, но морам да ви кажам дека понекогаш тоа што ние погрешно го нарекуваме филибастеринг, може да биде единствен инструмент за заштита. Така велат во Соединетите Американски држави, дека тоа е во функција на правото на говор и слободно изразување на мислата. Значи, велам дека треба да размислиме за сите овие решенија. Последната моја е забелешка или да се размисли, еве ова е. Видете, одговорно тврдам дека досега се злоупотребуваше статусот на фамозната Комисија за европски прашања. Таа има привилегиран статус овде, се вели дека ако се работи за хармонизација, кај нас најчесто се работи за дисхармонизација, дека тогаш не може да се најде на дневен ред ниту една точка, доколку не помине на Комисијата за европски прашања. И на комисија реков, нема сематична комисија. Комисиите за европски прашања само утврдуваат дали навистина се работи за хармонизација, како цитирајќи член или и параграф, член, параграф и став од директивата или од регулативата. Значи, ако додадеме овде дека покрај Комисијата за европски прашања мора да постапува и матичната комисија, тогаш ќе го отвориме парламентот за јавноста, за невладиниот сектор, за експертите и навистина ќе се однесуваме европски. Значи, добро е што работевме, добро е што, еве така наречениот Жан Моне процес има шанса да се заврши, но јас секогаш велам дека треба да се биде доблесен. Така реков, тоа беше последната реченица, дека штитејќи го другиот, во случајот опозицијата, власта и пратениците од мнозинството се штитат себе си. Дека се менува во демократски систем улогата власт-опозиција и ние треба да отвориме простор за ред и правила. Може би звучи како да ја штитам идната опозиција, затоа што, нели, ќе стапи во сила овој деловник, но од секогаш тоа го кажувам. И тоа е дел од парламентарното право. Ова е устав на собранието. За него треба да има консензус. Сите треба да имаат еднаква можност да настапуваат. Затоа јас ве молам, не заради женската суета, туку заради знаењето, заради интелигенцијата, заради посветеноста, дајте да можеме во сите тела да имаме балансиран состав, така ќе станеме малку ќе заличиме на шведските пратеници, редно е да примениме нешто од нивната пракса. Благодарам. Панчо Минов, реплика.
Анчо Миров, реплика.